Здраво, Македонија! Се надевам дека сте подготвени за уште едно интересно саботно издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Сите сме тука подготвени, па јас повеќе не би го губил времето ни на вас, ниту на моите надпреварувачи и би ги повикал тука да седнат во нивните надпреварувачки кабини и да започнеме со денешното издание на нашиот квиз. Па, прво ќе ги повикам домакините, односно домакинките, победничките од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Блага и Оливера. Повелете! Денови ли се денови? Аргатски маки големи, стани си рано наутро и дојди си на квиз во Листа за 300 поплатна. Утре терминот на вечер, да. Дојди си во Листа за 300. Како и да е, рулетот со 7 бројки не го ставивме таму, иначе ќе беше дело од кукулиноциклусот. Да. Но видов дека ти е криво одма кога ги прочитав. Ваквото се сети, мислам сам да кажам одма се присети кои уште фале оние дела кои што можевме да ги изиграме. Дома сите вака наредени кукулино, така што. Ќе те потсеќа сега цело време. Ќе ги брише прашината. Да, сегаш кога ќе бришеш прашина, баш тоа ќе ти текто. Да. Ако било ми, ќе ти текто на Листа за 300. Ќе се сетам на тебе, дружбата со тебе. Така, супер. Така ме радува. Убаво беше. За денеска да ме подготвени. Подготвени да ги честитаме божикните празници. Така е, благодариме. Среќни празници на сите. Православни, среќни, весели и така. Благодараме ви од мене, честитка до сите верници, нели, за божикните празници, да сте живи, здрави, берикетни и тоа да се гледаме уште многу години да го прославуваме празникот. А сега, Блага и Оливера, продолжуваме како домакинки, нема веќе што да почуваме, работата продолжува понатаму. Имаме шанса денеска паричната сума, која што изнесува 200 евра до сега, да качиме и на 500. Па да видиме дали ќе успеете на тоа. Треба две нови лицитации, нови противници да ги поминеме и потоа да се сочиме со темата. Ако сте подготвени да почнеме? Да, подготвени сме. Повелете во домакинската кабина. Сме подготвени. Благодариме. Но тука во нашето студио има уште еден надпреварувачки пар кој што сака да седне во домакинската кабина. Почнуваат денеска како предизвикувачи, а тоа се Давид и Филип. Повелете. Филип, Давид, така. Како те моци, добри? Одлично, супер. Расположени за игра? Расположени се, многу мотивирани. Днес сме се видели од минатата сезона, така беше. Минатата сезона што направивте? Ќе мора да ми освежите сеќавањето. Географска утка и сега да пробаме да се вратиме во колосот. Да си скупиме пред самите себе си, верувам, не пред другите. Не можеме да спиеме навечер. Не ти верувам во тоа, ама ајде, нека биде така бавето. Супер, да не сакате да додадете нешто, да поздравите некој? Овој пат ќе ги поздравиме сите што не пофалија за претходното учество и сите што не гледаајте. Така, чекај, кој не пофали? Никој не пофали. Сигурно имало некој. Супер! Ме радува, голем поздрав и од мене до истите тие луѓе. Денеска пак имаме две лицитации, почнуваме како предизвикувачи. Мора да победиме барем една лицитација, нели, и пенали или две лицитации, ако сакаме да седнеме во домакинската кабина. Дали сте спремни за таков подвиг? Така мислиме. Така мислиме, така се надеваме, иначе не би биле тука. Така ли е? Супер. Со среќа во продолжение, како што реков, почнувате како предизвикувачи, многу ме интересира баш до каде ќе стигнеме. Повелете во предизвикувачката кабина. Блага и Оливера, односно Давид и Филип, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега следува оној дел кога ги проверуваме сите заедно дали работат како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. За таа цел ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Давид и Филип дали се слушаме? Да. Немаме никакви проблеми, така? Не. Сега, во продолжение, ако има некакви пречки да ми кажете. Договорени, ако нешто не е јасно за да немаме киксови од никаков тип, да ме прашате. Договорено? Супер, со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме кабинати на предизвикувачите, а домакинки, дали се слушаме? Се слушаме. Одлично. Не мора да ви повторам, знаете што треба, како треба, сега од вас ми треба само зелено светло за старт. Може да стартуваме? Може. Супер. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на кабините, плюс на сето тоа Блага и Оливера дадоа зелено светло за старт, па да ги послушаме.
Стартуваме со денешното издание на Листа за 300, односно со првата лицитација, а темата за истата гласи. Машки презимиња на Т или Р. Бараме машки презимиња кои почнуваат на буквите Т како тетово или Р како ресен. Имињата треба да ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, името треба да го имаат најмалку 5 наши жители. Благи Оливера, дали не е јасна темата? Да. Супер, одлично. Давид и Филип, дали не е јасна темата? Супер. Сега ќе ве замолам и едните и другите после кога ќе дојдеме до делот нели за одговарање. Внимателно да ги изговарате презимињата, дали се со В, дали се без В, за да не направиме некоја грешка. Ето, ви благодарам. Драги гледачи, вие веќе добро знаете дека први со лицитирање, со надавање започнуваат тековните предизвикувачи, а таа улога денеска им припадна на Давид и Филип. Ке ве замолам да исклучиме домакинската кабина. Давид и Филип, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 15. Започнуваме со 15. 17. 17. 20. 20. 21. 21. 25. 25. 27. Две повеќе 27. 30. Заокружуваме на 30. 31. 31. 32. 32. 33. Едно повеќе 33. 35. 35. 37. 37. 40. Заокружуваме на 40. 'Колку рековте, извинете? 40. 41. 41. 42. 42. Нека одговараат. Да одговарат. Ајде да видиме. Давид и Филип, се надевам дека сте подготвени. 42 празни полиња, сме имали многу повеќе, но сепак не е ни мала бројка, нели? За одговарање. Рековме бараме машки презимиња на буквите Т како тетово или пак на буквата Р како ресен. Не е важно дали се македонски, албански, турски, ромски, српски, само што е важно е нели да го имаат најмалку 5 наши сограѓани истото име за да биде впишано во Државниот завод за статистика на Македонија. Во спротивно, не го вади името како постоечко и не можеме нели да го признаеме одговорот. Момци, кога ќе бидете подготвени да почнеме да ги редиме одговорите? Повелете. Талески. Талески. Така е. Талевски. Талевски. Така е. Ташковски. Ташковски. Така е. Ташковски. Ташковски. Точно. Точковски. Тошковски. Уи, Тошковски, само 13. Ама доволно за да биде одговорот признан како точен, нели? Очекував поголема бројка, тоа ми беше муабетот. Не очекував толку мала бројка на Тодоровски. Тодоровски. Тодоровски, мислам дека има многу точен одговор, да. Тодоровски. Тодоровски. Тоа им се роднините на Тодоровски, ама откриле. Тодоровски. Трајковски. Трајковски. Така е. И Трајковски. Трајковски. Така е. Трајковиќ. Трајковиќ.
Така е. Тричковски. Тричковски. Девеесет Тричковски и точен одговор. Тричковиќ. Тричковиќ. Хајде да видиме Тричковиќта. Интересира дали има варијација. Вака убаво звучи, нели да ги има сите можни. Мислам, познавам едно семејство. Да, познаваш секој Тричковиќ, па добро, тоа веќе друго се. Тричковиќ. 34 во Македонија, точен одговор, искрено не очекував. Браво. Трендевски. Трендевски. ...54 Трендевски, точен одговор. Трендовски. 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 13 само, ама точен одговор. Пак завлакнал. Добри сте, супер ви оди, ајде. Продолжете понатаму. Тупурковски. Да. Знаев еден Тупурковски, од кај ми е познато презиме? Се мотан из глава и кај нас. Да. Леле. Тупурковски. Го нема во Државниот завод за статистика, иако познавам еден човек, рековме дека 5 мина наши сограѓани сега. Постои варијацијата, нели дека кои бараме машките презимиња. Може да има женски во фамилијата, нели, ама треба да ги бараме по да и тоа е веќе друго. Може да ги има, нели како што рековме, Тупурковска и може да ги има повеќе, ама Тупурковски како мажи може да е само тој што го познаваме или уште 1, 2, 3. Рековме дека минимум 5 луѓе треба да се заведени под истото име за да го вади во Државниот завод за статистика како постоечко. Давид и Филип, верувам дека и знаевте уште многу други да редите. Тука ова сега малце, нели, целата работа не планирано и ја мислев дека Тупурковски ќе биде точен одговор, но ете, тоа е што е. Имаше тука и други многу звучни презимиња, можевте, ете, нели, како што реков, да правите варијации од многу од сите оние презимиња кои што ги кажавте. Како да речеме, нели, Талев, па има Талевски, па Талевиќ, па Талески, од едно презиме може да се вадат по 3-4 варијации, ама не од сите. Видовме дека од некои има и многу малце кога ќе наброиме, а дури некои да ги нема. Тупурковски на моје големо изненадување го нема. Давид и Филип, ништо не готово, имам уште една лицитација, само вака храбро продолжете и се ќе биде како што треба. Блага и Оливерат, не го минува тоа фактот дека го земавте ви првиот поен. Не, очекував дека уште дека ќе биде, да, дека ќе кажат па или времето малце ќе ги згази таква работа. Воопшто не очекував дека некој од овие презимиња нема да биде заведено во Државниот завод за статистика, но за ваша среќа така е. Тоа е што е. Тупурковски, фала на Тупурковски. Фала на Бога. Конечно едно фала и за Тупурковски, за она што го направи. Влаги и Оливера, не запуштете премногу во продолжение. Знаете дека имам уште една лицитација и се може за миг да се промени. Машки презимиња на буквите Т или Р, ќе прочитам дел затоа што ги имам многу. Имаме Табаковски, голем поздрав до колегата Табаковски, потоа Таковски, Талев, Талевски, Талески, Танасковски, Танасковски, Танев, Таневски, Танески, Тасев, Тасевски, Тасески, Тасич, Тасков, Тасковски, Тачи, Ташевски, Ташковски, Темелков, Темелковски, Темелковски, Темков, Темковски. И ајде одиме на Рмалце, Радев, Радевски, Радич, Радованов, Радулов, Радулович, Радуловски, Рајков, Рајковски, Рајчиќ, Ралев, Ралевски, Рамадани, Рамковски, Рахими, Рашковски, Ренџов, Рибаров, Рибарски поздрав до рибарски фамилија. Да сте живи и здрави, мои добри пријатели. А сега ние продолжуваме понатаму со втората лицитација, односно лицитацијата која што ќе одлучи дали Давид и Филип ќе бараат целосен пресврт на пенали или пак Блага и Оливера ќе ми се придружат веднаш тука на главната сцена, па да не должиме повеќе. Темата за втората лицитација гласи:
држави неголеми производители на нафта. Ги бараме имињата на признати држави од целиот свет кои влегуваат во 100 најголеми производители на нафта. Некои ја вадат од копно, некои од морињата каде излегуваат. За жал, вадење нафта за во нашата држава нема. Но има во неколку држави на Балканот и во негова близина. Благи и Оливера, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Давид и Филип, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при втората лицитација започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Давид и Филип. Ќе ве замолам да исклучиме домакинската кабина, а Давид и Филип кога ќе имате понуда споделете. Почнеме со 5. Започнуваме со 5, 7, 7, 10. 10, 11, 11, 12. 12, 13, 13, 14. 14, 15, 15, 16. 16, 17, 17, 18. едно повеќе 18, 19, 19, Ајде 20. заокружуваме на 20. Нека одговарат. Да одговарат. Ајде, Давид и Филип, сега имате шанса самите да изедначите, нели се е во ваши раце, немаме многу полиња, 20. Со некоја логика можете да ги кажете државите кои што се најголеми производители на нафта, односно онам од каде што нели се вади нафта најмногу. Да Истина, почнеме повеќе. со Венецуела. А започнеме со Венецуела. Така е, точен одговор. САД. САД, Соединетите Американски држави, верували или не, се наоѓа на првото место најголеми производители на нафта. Јас мислев дека е Венецуела, ама Не, погрешил нешто. не, ако ти не е ни меѓу првите 10 Венецуела, ева ка чисто за инфо. Сум читал фейк нюс тогаш. Може би во одреден период. Не знам, да. Саудиска Арабија. Саудиска Арабија, воено и државата која веднаш за Соединетите Американски држави се наоѓа на оваа листа и воено и втор, трет. Еден точен одговор за вас. Иран. Иран. Иран на 9-то место на оваа листа. Точен одговор. Тогаш Ирак. Ирак. Ирак е пак на 6-то место и точен одговор. Афганистан. 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 Не знам Афганистан, братот. Вака. Не, во одрежјеве ми јавуваат дека нема да го земат за зло одговорот, дека поради нели тековната ситуација и се она геополитичка ситуација во светот, изоставени се од листата со Северна Кореја и Афганистан. Затоа и нема да го земат за зло, дека не имам информација дали се помеѓу овие земји или не. Нема информации достапни за нив. Продолжуваме понатаму. Катар. Катар. Така е. Оман. Оман. Така на ова листа на 100 најголеми производители на нафта се наоѓа и Оман. Да пробаме Јемен. Јемен. Така е. Русија. Русија. Русија трет најголем производител на нафта и точен одговор. Да пробаме Пакистан. Пакистан. Ајде.
Пакистан еве го и Пакистан е нова листа, точен одговор. Кувајт. Кувајт. Кувајт се наоѓа на 10-та позиција најголеми производители на нафта и точен одговор. Ја поминавме ние половината, ајде, уште 9 треба. Казахстан. Казахстан. Казахстан, 12-ти, точен одговор за Давид и Филип. Туркменистан. Туркменистан. Така е. Киргизстан. Киргизстан. Така е. Уште 6. Това е Кина. Кина. Ајде, Кина. Кина се наоѓа на 5-то место, ако не се лажам, така е. Најголеми производители на нафта во светот. 15-ти точен одговор за Давид и Филип. Уште 5. Австралија. Австралија. Точно така, еден од поголемите производители на нафта е и Австралија. Ај Азербејџан да пробаме. Азербејџан. Да пробаме Азербејџан, зошто да не? И Азербејџан е на оваа листа, 17-ти точен одговор за вас двајцата. Времето пополека почува да не гази, но имаме уште малце одговори, ни требаат уште 3 одговорчиња за да го освоиме поенот. И да изедначиме, па потоа на пенали нели да бараме Киргизстан. пресврт. Киргизстан. А, го имаме. А, кажа не Киргизстан, извини. Да. Веднаш под Туркменистан. Ај Бразил да пробаме. Бразил. И Бразил е меѓу оние најголеми производители на нафта, меѓу топ 10, односно на 8-то место. Канада. Канада. Веднаш зад Русија, односно на 4-то место и 19-ти точен одговор. За Давид и Филип, кој ќе биде 20-тиот и дали ќе биде точен или погрешен? Ќе морам да почнам да бројам за некои 20 на секунди. Аргентина ќе пробаме. Аргентина. За последниот одговор некако најнесигурни ми делувавте, за сите други бевте посигурни, но нема зошто да се плашите. Аргентина е 20 точен одговор. Се наоѓа помеѓу оние 100 најголеми производители на нафта во светот. Давид и Филип, добро беше, да, и употребивме логиката, можев да видам дека немаме директно знаење на оваа тема, но логички можеме, нели, да ги издвоиме оние држави кои што се најголеми производители на нафта, успешно го направивте истото. И сега се гледаме на пенали. Ајде. Благи Оливера, може би уште малце да надававме, времето ќе ги фатеше барем уште 4-5 и веќе другачие ќе беше сликата. Ама можеше и они. Можеш и они, точно така, да. Сега како и да е, пенали ќе играме, нели, нека победи поуспешниот и посреќниот во оваа ситуација, дека не е само знаењето што го имаме, понекогаш нели темата дали ќе ни се намести онака како што треба или пак не, но како и да е, правилата остануваат исти. Одговараме напоредно едните па другите, се додека некој надпреварувачки пар не погреши. Кабините се вклучени во текот на целата игра. Први започнуваат со одговарање предизвикувачите и тоа е тоа. Но пред да одиме на пенали, ајде да прочнеме на 10-ка најголеми производители на нафта и уште некои од останатите држави. Ке ги читам редоследно од прво кон 10-то место.
САД, Саудиска Арабија, Русија, Канада, Кина, Ирак, Обединети Арапски Емирати, Бразил, Иран и Кувајт. А потоа меѓу другите држави тука ги имаме Австрија, Бангладеш, Бахрейн, Белгија, Белорусија, потоа само да издвојам вака Германија, Данска, Демократска република Конго, Египет, знам дека се мислеа дали е Египет да кажат, потоа Индија, Индонезија, Источен Тимор, Италија, Јапонија, Нов Зеланд, Норвешка, Обединето кралство, Финска, Франција, Холандија и така натаму. Она што интересно е дека и на Балканот има доста држави кои што вадат нафта, помеѓу нив се Албанија, Бугарија, Грција, Србија и Хрватска. За жал, колку што можам да видам, ние фалиме тука во овие неколку држави, ама тоа е што е. Може би еден ден од некаде ќе се појави. А сега, Благи Оливера и Давид и Филип, подгответе се, време е за пенали. А темата за денешните пенали гласи: зборови од песната Дирлада. Бараме зборови од 3 или повеќе букви кои се содржат во евергринот на групата Меморија Дирлада. Ги признаваме и зборовите кои се разликуваат макар и со една буква секако. Секој збор можете да го кажете само еднаш. Насловот на песната не можете да го користите. Благи Оливера, дали не е јасна темата? Да. Да. Давид и Филип, дали не е јасна темата? Да. И едните и другите некако не сте ми расположени за пеење многу денеска. Лека. Како што реков, први одговараат, започнуваат со одговарање тековните предизвикувачи, а тоа се Давид и Филип. Давид и Филип, кога ќе имате одговор, кажете го. Јас. Јас. Ете го јас, добре. Точен одговор. Одам. Одам. Така е. Скопје. Скопје. Немате спас од Скопје ово. Точен одговор. Атина. Атина. Благи Оливера, барем Европа вида. Така е, точен одговор. Па видам. Видам. Да видиме и ние нешто. Така е. Мојата. Мојата. Така е. Евгенија. Евгенија. Така е. Само. Само. Така е. После. После. Нема после, Давид и Филип. Ништо не е готово, дај да видиме кој ќе биде одговорот на Блага и Оливера, ако е точен. За жал, тоа ќе биде елиминација за вас, да видиме. Блага и Оливера? Не знам. Не знам. Поточно во оваа ситуација ќе го земеме, знам, ајде, дека се пише одвоено, Да, нели? да, не знам Да. се пише одвоено. Благи Оливера, честитки, пеналите денеска понаклонети на вас и вие ќе бидете тие кои што повторно ќе ми се придружите тука на главната сцена. Давид и Филип, супер бевте, искрено криво ми е. Ја слушав реакцијата одмак кога ја кажав темата дека не ви се погоди, баш одми скоментиравте, многу ми падна Ја криво што знае одмак. песната. Ама тоа е што е ништо, ќе слушаме повеќе музика, би закажувам средба во кафана некаде. Може. Да седнеме, ќе викнеме свирачи, се македонска музика да свират, ние ќе вежбаме за пенали. Готово. Танк еден пенал, втор пенал, на третиот веќе ќе пееме и ние. Секогаш супер и весели надпреварувачи, внесувате ведрина во нашето студио и секогаш со тешко срце се испраќам со вас. Давид и Филип, останаа сметките недоразчистени, ќе мора повторно да се видиме и да ги расчистиме. Така е. Договорено? Да. Фала ви за денешното учество, се гледаме во следна прилика. Пред да се преселиме тука на главната сцена со женските Блага и Оливера и со шанса да ним надосват парична награда, да ги прочитам зборовите од песната Дирлада од групата Меморија.
се случи се пред 2-3 години сред летни големи горештини. Во сенка ладно пиво пиевме и разлики не правевме. Крвта во жилите ни вриеше, а очите код звезди светеа и веќе ништо не се пиеше, на 300 нешта ни текнуваше. Да речам дали ќе ме разбере, дур трепнав самата ми прозборе. Ми рече не по грчки да. Дирла да јас одам Скопје Атина, да ја видам мојата Евгенија. Само не знам дал ќе минам граница. А од сон се будам жива вода, до неа не можам да одам в мир. Повторно ќе пробам љубовта, Јорго, нема граници. Се чудам и не се препознавам, од вести чекам глас да дознам, да речат не по грчки да. Тоа се зборовите од песната Дирлада на групата Меморија. А сега, како што реков, време е Благи Оливера да дојдат тука на главната сцена и да ги соочиме со темата од нашата листа. Што ќе направат, ќе дознаеме сите заедно во продолжение. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. И еве повторно на главната сцена, мене никош не би било побаво, во придружба сум со две дами. Блага и Оливера, минатиот пат успеавте да ми земете 200 евра, денеска ќе имаме шанса да земеме уште 100 евра, плюс секако ако ни се погоди темата. Има многу интересна тема, но пред да ви ја кажам, нели на брзинка треба да протрчаме низ нашата тема, низ нашата листа која е составена од 15 празни полиња кои треба да ги спишеме со точни одговори за максималната сума која минатиот пат за 3 одговори ни избега. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори заминуваат од нашето студио со парична награда од 300 евра. Денеска го тестираме нашето знаење на тема добитници на Нобелова награда од Соединетите Американски држави или Обединетото кралство. Бараме најмалку презиме на личности од САД или Обединето кралство кои добиле Нобелова награда во било која област. Ги признавам и оние кои емигрирале од други држави во САД и како натурализирани американци добиле Нобелова награда. Реков на почетокот, бараме само презиме, но ако искористиме да речеме, кажеме сега нека тропам од ракав Смит, знаеме дека е многу нели застапено презиме, во таа ситуација ќе ми треба име да ми се каже. Или област во која што ја добил нели Нобеловата награда. Сега вака, јас ќе ви помогнам на сам старт тука. Читам имиња на председатели, на музичари и тоа скоро кои што имаат за литератури добиено, потоа исто така писатели кои што добиле награда. Значи од која било област? Од било која област, да. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете, а тука сум и јас заедно со вас, нели малце да го размрдаме знаењето. Чекај, мајка Тереза, од каде е? Од САД и од Обединетото кралство, да, внимавајте, мајка Тереза не е Мајка таму. Тереза не е. Сега се мислам за писателите, има американци, има и... Откачено беше што е многу познат музичар, доби пред некоја година за Нобелова награда за литература. Не знам дали ви текнува. Кој беше музичарот? Знам за кого е, ама сега не можам да се сетам. Да, ќе ви помогам, има еден стрип. Мислам кој што не е за него, ама се вика нешто и дог од на времето. Е така и неговото презиме. Ќе ви кажам после, ајде смислете други некои, па кога ќе Чекај да дојдеме до тоа, видиме. да, мислете вие на. Мислам вака да беше другшие, вака А Америка имаше еден, и како да ви Британија. кажам, старецот и морето. Не, во рете само ми беше ограничувањето територијално е, инаку вака гледано ги имаме, африкански и Епа се. тоа ще ви стамешам, ја? Ајде да видиме сега. Како се викаше тој ми текна за музичарот што кажа музичар, ама доби Нобелова награда за... Обама знам сигурно премиер и уште две. Ајде вака, почни. Ајде, да, јонака немаме што Да, да почни изгубиме. што е важно. Барак Обама, Барак Обама. Така е, точен одговор. Јас ќе продолжам со Ернест Хемингвеј. Ернест Хемингвеј, јас. Мислев на него. Ернест Хемингвеј, втор точен одговор. Така е. И за 50 евра. Кои беа од овие Нобеловци?
Може да се преселиме во Обединето кралство Велика Британија. Дали знаете кој еден може би нели од најпознатите премиери и за време на Втора светска војна? Беше Маргарет Тачер? Не, за машки лик станува за зборим, машки. за нанете еден од најпознатите. Не, овој сега музичаров се мислам, го знаев и читав за него, ама како му беше името? Ајде бе, мисли. Заглави толку. Чекај, не сте заглавиле. Хајде барем да го до 50 евра да стигнеме. Музичарот кој што освои награда за литература, неговото име започнува со Боб. Дали знаете кој е неговото презиме? Познат ги има испејано Knocking on the Heaven's Door. Не, нема. Чекај, Боб Гелдов. Мислете, да. Пред некоја година. Боб Гелдов, тој беше што беше со тие музичките што ги правеше. Друг Боб не ми тикна. Боб Марли, Не. Боб Гелдов. Чекај. Ајде да се преместиме на некој друг. Не, Ајде, бе, некој друг размислувам. да не го мислите. Не, размислувам. Ама читав за него пред известно време, тоа ми е криво шо. Чекај за литература да ми текне таму кои беа писатели што беа награди. А толку ги знае. Ај белја работа. Дали ви текна кој беше премиер на Англија за време на Втората светска војна? Или може би вака да ве прашам, дали може би ви текна кој е најголемото име за оние нели мирни протести во Америка за правата на црнците? Имаше и ќе му направат и атентат на балконот фактички од хотелот каде што престои и држи говор. Не е Џон Црнец. Кенеди. Не е Џон Кенеди, црнец е. Како се кеше црнецот, бе? Леле, како се... Кинг му е последното презиме. Дали претходните ви текнува? Не. Опа! Не. Заглавивме. Заглавивме уште. Чекај. Уште вака ќе промовам, мораме да стигнеме барем до 50 евра, што е премиерот на Обединетото кралство во Втора светска војна. Името негово е Винстон. Винстон Черчил. Така, Винстон Черчил, дали ќе го искористиме тој одговор? Винстон Черчил. Винстон Черчил, трет одговор за Благи Оливера. Ајде да видиме, ако е грешен, значи јас сум ги изложил. Не може да е грешен. Точен одговор Винстон Черчил, си значи малце да стигнеме до овие 50 евра. Што ќе Да прави? го не ограничивте територијата. Сега кога ќе ви прочитам, ќе ги знаете голем дел од нив. Кажи го тој црниот што го кажа како... Мартин Лутер Кинг. Мартин Лутер Кинг, гледаш. Да. Не. Вака, на ова листа добитници ќе ги читам оние нели позвучни имиња, ги има повеќе од 100. Тука ги имаме Ал Гор. Потоа Боб Дилан беше музичарот, да, Вилијам Фолкнер, Вудро Вилсон, Јуџин Онил, потоа Мартин Лутер Кинг, Теодор Рузвелт, Хенри Кисинџер, Џими Картер. Добро, мене овие ми беа исто звучие, се Џон Штајнбек не знам, Џорџ Маршал не знам. Од Велика Британија ги имаме Бертранд Расел, Вилијам Голдинг, Винстон Черчил, Ернест Радерфорд, Радјарк Киплинг, Франсис Кирк, Џеймс Чедвик и Џорџ. И само до вие искрен ќе видам, го знам Џорџ Бернард Шо. Со другите малце... Радјар Киплинг го пишува в рецензија, пишував за него, за некоја книга ми текна за Киплинг. А за овој другиот Боб Дилан, значи сега кога... Да се жива и здрава тоа е. Тоа врска, не. Ајде, пак не си одиме без пари, се вкупната сума до сега што сте ми ја земале 250 евра, а на моје огромно задоволство ќе се дружиме и во следното издание на нашиот филм. Пак имате шанса за уште поголема награда. Со ова, чекај малце извини Оливера. Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на нашиот квиз. Се брзано Оливера сака парите да ги троши. Не ми останува ништо друго, освен да ви закажам средба веќе во наредното издание на нашиот квиз. До тогаш останете со програмата на телевизија Сител. Уживајте и никако не заборавајте. Ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!